Светата православна црква ја разбира и ја поддржува благородната иницијатива на современата трансплантологија за пружање на помош на многу болни, кои без тоа би биле осудени на неизбежна смрт или пак на тежок инвалидитет. Меѓутоа, развивањето на оваа област од медицината, паралелно со зголемувањето на потребата за неопходни органи, пројавува и одредени морални предизвици и проблеми кои може да придонесат за последици во општеството. Затоа, несовесното пропагирање на донаторството на органи може да поддржи комерцијализација на трансплантната практика, со што се создаваат предуслови за трговија со човечките органи. Во тој контекст, црквата го поддржува и благословува донирањето на органи доколку се исполнат следниве услови. Органите на човечкото тело не смеат да станат објекти за купување и продавање. Пресадувањето органи од жив донор може да биде само по слободно изразена волја, односно врз основа на доброволна жртва за ближниот. Потенцијалниот донор мора да биде известен за сите последици можни по неговото здравје од експлантација на орган. Затоа морално е недопустлива експлантација која го загрозува живиот донор. Од тука, неприфатливо е скратувањето на животот на еден човек, како и прекинувањето на постапката која го одржува во живот, а заради продолжување на животот на друг човек. Посмртното донорство пак црквата го смета за пројава на љубов кон ближниот од онаа страна на смртта. Но ваквото дарување или заветување не смее да се смета за обврска, туку треба да биде израз на слободно искажана волја. Доколку не е позната волјата на упокоениот донор, треба да се побара информација од блиските за неговите ставови и разбирање на оваа тема. Презумпција за согласност црквата ја смета како нарушување на човечката волја. Трансплантацијата што би можела да го загрози идентитетот на примателот, задирајќи во неговиот идентитет како личност или како представник на вид, не е благословено од страна на црквата. Исто така, апсолутно е недопустливо користењето на така наречената фетална терапија, која се заснова на користење материјали од намерно абортирани ембриони. Значи би заклучиле, согласно православниот поглед, донорството на органи и ткива е израз на жртва и љубов кон ближниот, секако доколку не се нарушени претходно споменатите услови.